Оваа недела во рамките на институциите и во рамките на комисиите кои што се за УНЕСКО секако и за заштита на Охридското езеро, дека ќе направиме комуникација со албанската страна за да добиеме официјално известување што се случува. Значи до сега официјално, барем јас колку што знам, нема државата добиено. За секоја една активност која што е во рамките на Охридското езеро, прво треба да бидеме информирани, тоа е прво, и второ, навистина треба да внимаваме што правиме и македонската и албанската страна. Било какви активности може да се реализираат само согласно препораките на УНЕСКО. Мислам дека нема да дадеме секако зелено светло на тоа што се случува на албанската страна. Секако они се одговорни за тоа што го прават на нивната страна. Ние не се мешаме нели во работите на Република Албанија, меѓутоа секако ќе има препорака дека треба да се внимава што се прави особено на крајбрежниот појас на Охридското езеро. Јас не би рекла дека УНЕСКО има двоен аршин, мислам дека УНЕСКО работи по стандарди. Значи, тоа што е утврдено за едната страна, секако ќе важи и за другата страна. И мислам дека ќе има соодветна реакција и од УНЕСКО, ако е тоа вон она што предвидуваат препораките и против е она што е заштитата на крајбрежниот појас на Охридското езеро.